Добар ден, како што веќе најавивме во текот на вчерашниот ден, денеска започна големата акција за чистење во дел од градот Скопје. Денеска се 5 општини, општина Сарај, општина Карпош, центар Ѓорче Петров и овдека каде што се наоѓаме општина Кисела Вода. Станува збор за едно масовно чистење во кое што е вклучен целиот градски потенцијал и технички и човечки од јавните предпријатија, потпомогнати со потенцијалот кој што го имаат општините. Ова голема акција на расчистување на градот опфаќа чистење, миење на преце на сервисните малите улички кои што долго години не беа третирани, кастрење на зеленилото, косење на тревата, крпење на ударните дупки во споредните улици. Како што веќе најавивме во текот на вчерашниот ден, во секој од општините кои што ќе бидат опфатени денес и утре, на 3 различни пунктови веќе се поставени контейнерите за депонирање бесплатно на кавастиот отпад и ги повикуваме граѓаните да ја искористат оваа можност и кавастиот отпад да го фрлат во контейнерите, а не по улици или околу обичните контейнери, туку во наменските контейнери, што е нешто што во иднина ќе го практикуваме како град, а тоа е во соработка со општините да ги определиме точно локациите и деновите кога граѓаните ќе можат бесплатно да го депонираат на точно определени локации кавастиот отпад, за да не ни се наоѓа во градот. Во текот на вчерашниот ден најавив дека оваа акција ќе ја прати засилен инспекцијски надзор и надзор и од градските и од општинските инспекторати. Можам да кажам дека за прв пат во историја на град Скопје денеска се пишува првата кривична пријава за неовластено фрлање на смет. Станува збор за лице фатено на лице место на улица Александар Рударевски во општина Бутел. Градскиот инспекторат во соработка со Министерството за внатрешни работи го извршија увидот, земени се сите докази, во моментов се работи кривичната пријава. Не можеме веќе и нема да правиме компромис со никого кога е во прашање чистотата во нашиот град. За чистотата во нашиот град ќе се грижиме сите заедно, мораме да се грижиме сите заедно, затоа што сите заедно заслужуваме да живееме во едно многу поубаво и почисто Скопје. Благодарам.